Како го толкувате и како го гледате повикот на господинот Иванов за аболицирање на оние кои влегува во собранието и кои сега моментално се наоѓаат на обвинителната клупа, а познати како насилниците од собранието? Зошто ваков повик? Изненадувачки е повикот, кој што може би председателот има некои причини за таков повик, меѓутоа од друга страна секое непостапување согласно со пропишаните правни норми на казненото право, на останатите закони кои што регулираат постапката, всушност значи ерозија на постојниот и така ровит казнено-правен систем кај нас. И во таа смисла тука имаме директно потиснување на превенцијата, каде што заканата од казна едноставно се дисквалификува и сигурно дека, имајќи во предвид што се случуваше во Република Македонија во изминатиот период, и не така одамна, но и поодамна, дефинитивно со изигрување, односно со заобиколување на постојните правни норми, ќе имаме нова ваква ситуација која што оценивме дека е неубава, непријатна, несоодветна, едноставно не се случил ваков упат во парламентот и на тој начин на некој индиректно влијаеме за нов таков настан во некое блиско време. При тоа да не го заборавиме фактот дека господинот Иванов всушност го има своето право на аболиција. Како ги гледате мотивите кои тој ги има? Зошто не го користи неговото право, туку бара од пратениците и од собранието да донесат закон со кој ќе се амнестираат тие напаѓачи во собранието? Веројатно и тежината од претходните вакви одлуки на аболиција покажа колку и какви штетни последици може да произведе во правниот систем. Сведоци сме на случајот со масовна аболиција и какви се предвидливи и непредвидливи состојби предизвика, кои што беа тешко да се изменаџираат со Законот за кривична постапка, со Кривичниот законник на Република Македонија, така што веројатно тука постои некоја предпазливост во оценките, односно во проекциите, како може да се направи некој ваков чекор, а од друга страна пак веројатно интересот да се амнестираат некои од сторителите на насилството и на останатите тешки кривични дела неодамна со упадот во собранието, се аргумент кој што поттикнуваат дека на таа тема веројатно следи расправа која што ќе биде инициирана и од политичките партии и секако од председателот на Република Македонија. Очекувате ли да биде изгласана дали аболиција, дали да се донесе помилување или пак амнестија? Што може да очекуваме во натамошниот период, бидејќи изјавата на председателот Иванов беше доста сериозна дадена за еден од медиумите? Што ќе се случува понатаму, останува да видиме од новите пратеници. Очекуваме дека тие многу повеќе ќе се раководат од интересите на државата, интересите на граѓаните кои што ги гласале, а помалку од некои тесни политички партиски интереси.